Па видите, јас можам се да очекувам, иако до сега немат таму такви најави, но ќе ве потсетам дека одговор на таков тип на однесување е масовна мобилизација на граѓаните и излезеност. И во насока на тоа сакам да споменам две работи. Прво, со тоа покажуваат и едната и другата партија дека се незрели и дека не се државотворни партии. Туку партии кои што водат интерес за малкумина кои што ги водат тие партии. Треба да сте достоинствени во поразот. А вчера ВМРО ДПМН со резултатите во првиот круг на претседателските избори ја победи владината, целосната владина коалиција убедливо. Тука зборувам на двата кандидати на власта. Едниот е Стево Пендаровски, вториот е Бујар Османи, кога заедно ќе ги соберете, доаѓате околу 300.000 гласа. ВМРО ДПМН сам, односно професорката Селјанска има 363.000 според последните бројки кои што доаѓаат од Државната изборна комисија. Значи ВМРО ДПМН, како што им кажа, така истори, заедно со народот ја порази владата. Очигледно е дека има големо антивладино расположение. Тие на овој начин покажува дека не се државотворни партии, дека се водат од личен интерес и мислам дека тоа ќе го препознаат граѓаните на 8 мај за време на вториот круг и на парламентарните избори и ќе дојдеме до потребното мнозинство во парламентот како политичка опција и коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Ќе потсета македонската јавност дека два пати во минатото ВМРО ДПМН можеше на истиот овој начин да се однесува, да уценува и да се однесува незрело и неодговорно и во 2019-та, но ние сепак учествувавме на тие претседателски избори, се боревме до последно, бевме достоинствени во поразот тогаш и еве 5 години потоа се вративме и ги декласиравме. Но истото тоа се случуваше и во 2004 година, ќе ја потсетам, кога беа претседателските избори, потоа следеше расколот во ВМРО ДПМН, кога исто така имаше одредени структури во ВМРО ДПМН, сегашни коалициони партнери на Пендаровски и Ковачевски, кои што повикуваа на бојкот, но тогашното раководство на партијата излезе, се бореше, загуби, победи тогашниот кандидат на СДСМ Бранко Црвенковски, но сепак останавме достојни во поразот, следеше потоа раскол, партијата се врати посилно од било кога во 2016 година, денеска се враќаме посилни од било кога во 2024 година, така што така се однесува државотворна, одговорна партија. Втората работа која што исто така сакам да ја кажам, е да ги повикам граѓаните масовно, како никогаш до сега, да излезат на следните парламентарни избори, вториот круг од претседателските избори, бидејќи не смееме да дозволиме овие политичари, од типот на политичарите кои што се дел од раководството на СДСМ и Али Ахмети, да ја уценуваат Македонија и Македонија да тоне во политичкото мучуриште кое што тие сака да наметнат. Затоа никој не е посилен од граѓаните. Сега сите алатки се во нивни раце. Граѓаните се тие кои што одлучуваат за иднината на своите семејства и за иднината на Македонија. Од тоа што го видов изминативе 21 ден, убеден сум дека тие се обединети околу платформата 1198 и околу потребата за промени. Така што и покрај овие закани, јас очекувам дека граѓаните масовно ќе излезат, дека Гордана Селјанска Давкова ќе биде новиот претседател, а коалицијата Твоја Македонија и ВМРО ДПМН ќе формираат идната влада со сопствено мнозинство од 61 пратени во парламентот.